тема во Македонија наутро во блокот во 8 часот. Симптомите на грип годинава покомплексни. Зошто е тоа така? Прашуваме, анализираме. Утринава со епидемиолог од Институтот за јавно здравје, доктор Драган Кочински. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. И се разбира, ќе имаме вклучување на оваа тема и од Струмица, и од Куманово, но и од Штип, но ќе започнеме и со Скопје. Колешката Анита Никушева Јованчев не очекува. Пред вклучувањето на колешката, какви се бројките од изминатата недела? Така, значи, Институтот за јавно здравје спроведува два типа на надзор над грип. Едниот е рутинскиот надзор, грипот го следиме во текот на целата година, но од почетокот на месец октомври до средината на месец мај го следиме со засилен надзор. И имаме уште еден надзор, тоа е SARI Sentinel надзор, односно надзор над сериозните акутни респираторни инфекции, односно тие инфекции кои што побаруваат хоспитализација. Во однос на бројките од рутинскиот надзор за последната недела, 2726 заболени лица се регистрирани во државата, што е скоро двојно повеќе отколку што беа регистрирани истата недела минатата сезона, но доколку споредиме со просекот од претходните сезони, бројката е скоро идентична и некое зголемување од 2,6%. Кога зборуваме за надзорот на сериозните акутни респираторни инфекции, забележуваме тука дека од вкупниот број на хоспитализирани пациенти со такви симптоми, 30% се всушност пациенти кои што имаат некоја респираторна инфекција, што значи дека капацитетот на тие места, сентинел места кои што се одбрани во државата е 1/3 пополнет со такви пациенти. Анита Никушева Јованчев би требало да ја имаме на линија со првото линковско вклучување во овој појас по 8 часот на тема тешки симптоми на грипот, енормно загадување и слаб колективен имунитет. Ани, поели? Добро утро, поздрав до вас, се разбира и до гостинот во студиото. Болни од грип настинки и вирузи, меѓутоа загаденост и променливо време. Утро во нова тема зборуваме со доктор Бојан Трајковски. Добро утро, како сте утро? Добро утро, добро Венедов. Добро, малку студено, ама ќе се снајдеме. Да, променливо време, меѓутоа и загаденост. Како сето тоа влие на граѓаните? Доста горчлива тема периодов на назад, со оглед на тоа што нивото на загаденоста на вистина е зголемено и на вистина е надвор од она што се дозволени граници. Многу често говориме за тоа што е дозволена граници, меѓутоа генерално забораваат луѓето кои што одговараат ова прашање да нагласат дека дозволено ниво на загаденост не постои. Единствено може да кажеме некоја временски присутност кон одреден тип на загаденост може би да биде безбедна, меѓутоа сепак загаденоста е секогаш небезбедна и нивото на загаденост во Македонија, особено во Скопје, е изразито зголемена. Така да колку што предизвикува долгорочни промени, така прави и краткорочни, пред се ги опфаќа и респираторниот, како и кардиоваскуларниот и невролошкиот систем. За жал, респираторниот систем, особено овој временски период каде што имаме присуство на различни типови инфекции, вирози, бактерии, таквиот тип на симптоми знатно се зголемуваат и секако експлозивноста на истите тие симптоми е знатно многу поголема. Па како резултат на тоа многу често даваме дека последица од самото загадување се токму респираторните симптоми, како горно така и долно респираторни симптоми, особено горно респираторни, кои што знаат подолгорочно да траат. Па некогаш и ние како лекари креваме раци и не знаеме што конкретно да направиме со оглед на тоа што експозицијата е секогаш присутна. Каква е состојбата со болни од грип во државата? Па би рекол, веќе од оваа недела очекуваме некаков тип на пат на бројките. Порастот беше присутен и беше очекуван, не е нешто што треба конкретно посебно да му даваме значење. Сепак е епидемиолошки точно пресметана бројка која што горе-доле да речеме за неколку бројки може да сутне, меѓутоа во принцип порастот допред минатата недела се очекуваше, сега веќе гледаме и би требало да гледаме пад во бројките. Секако таквиот тип на бројки како од грип, така и од бактерии, секако нормално беше да го видиме со оглед на зголемиот број на активности пред новогодишните празници и сето тоа резултираше со зголемување и со пораст на бројките во оној временски период кој што беше реално најзагаден, односно најмногу загаденост гледавме и секако гледавме повторно за почеток на школската година што доведе па до многу зголемување на бројките во сите семејства, така да
Во принцип, веќе со стоплувањето од наредна недела, ако веќе има стоплување или некаде од март месец, веќе би требало да гледаме намалување на бројките. Најпогодени по возрастната категорија на граѓани, меѓутоа и дечињата? Па, видите, у принцип сите прават некаков тип на демографски податоци во однос на тоа кој би требало да е најзаразен. Јас би рекол сите се на удар. Имавме ситуации, сум имал ситуации на каде што буквално сите во целото семејство, од најмладите па до најстарите членови се заразуваат. Ајде би рекол најопасно како со ковидот, така и сега со грипот и со сите типови на бактерии се секако младите, односно бебињата до 1 година и секако оние возрастни хроничари кои што имаат различни типови на состојби, меѓутоа генерално во медицината и нема правила. Знаеме и ситуации за 30 годишни луѓе кои што завршуваат во болници како резултат на одредени влошувања во симптомите, меѓутоа тоа не е сепак податок што би требало да ги паничи граѓаните, туку едноставно да биде податок да се земе само малку сериозно ситуацијата, дека мешањето во овој временски период не е од корист за сите, дека ако некаков тип на активност може да се скокне, особено со мали бебиња, тоа да се скокне бидејќи нема потреба тоа бебе да поминува низ ваков тип на голгота со вируси, грипови и слично. Кога да побараме помош од нашиот матичен лекар, како во овој период да се заштитиме и што да конзумираме најчесто? Видете, некаков тип на профилакса или заштита посебна генерално не постои. Да, можеме да работиме на имунитетот. Работењето обично ќе видите различен тип на совети, Facebook реклами и различни типови на реклами, каде што ќе видите че земете го со цел да имаме подобрување во имунитетот, меѓутоа сите научни студии тврдат дека сонот и храната секако се најдобриот тип на имуномодулатори. Апсолутно, витамин С, витамин Б, D3 овој временски период каде што нема доволно сонце, би требало и ќе направат соодветна разлика, меѓутоа сепак доколку не спиете добро, доколку не јадете добро, немој да очекувате знатно подобрување на имунитетот, а со само тоа имунен одговор. И сепак би рекол дека изолацијата која што претходно спомнав, односно не целосното мешање во големи гужви, вие барем за мене најдобрата имунна заштита. Така да, евентуално во тој аспект нека луѓето малку повеќе прават. Храната, спиењето и секако можната изолација овие 2-3 месеца каде што имаме голем број на вируси и грип. Знам дека често ве прашува, треба ли да носиме заштитни маски? Гледаме повозрастни можеби граѓани кои што надврно отворено носат заштитни маски. Па, видите, заштитната маска како заштитна маска не е 100% заштита за буквално ништо. Надвор би се согласил, особено во високите нивоа на загаденост која се наоѓа Скопје, особено маските кои што се со посебни филтри, а во однос на здравствените установи, јас буквално би донесол правило во текот на целата година конкретно постојано да гледаме користење на заштитна маска, затоа што сепак на тој начин ги заштитуваме здравствените работници, секако таквиот тип на правило да важи колку за тие кои што се пациенти, толку и за тие кои што се здравствени работници, затоа што мислам дека здравствената маска кога е носена и од нас како здравствени работници и од пациентите би требало и не само би требало, туку и во пракса се гледа дека носи повисоко ниво на заштита. Буквално еден живот да спасиме со користење на заштитна маска, ние сме успеале во тоа што го Да го закружиме разговоров, се појави шуга во едно детенце во основно училиште во Кумановско, треба ли да има загриженост кај родителите? Апсолутно не би требало, единствено нешто само да се внимава на хигиената и како и се претходно, доколку некаков тип на промена се случи или нешто што не е сомнително, да се посоветуваме со лекар и након ништо повеќе околу тоа. Благодарам на одвоеното време, на добрите совети кои што секогаш ги имаме од вас. Благодарам и на вас, имајте убаво. Благодарам уште еднаш. Студио. Да, благодариме Ани, благодариме и во зад вас забележавме и повозрастни господи кои што со маски шетаат и утринава. Па добро, веројатно еден од начините на кои што се трудат да се го заштитат здравието, особено кога се во посериозни години. Благодариме за вклучувањето, продолжуваме во студиото со разговорот. Прашањето кое што продолжува, практично е продолжение на втор дел од прашањето прво кое што му го поставивме на гостино, доктор Драган Кочински, епидемиолог, е дали ќе здивнеме од грипот пред да дојде пролета? Така, значи, до сега се регистрирани околу 14.000 заболени лица, што е
за 10% нешто повеќе од просекот кој што го имаме за претходните сезони. Она што го кажувавме и претходно и кој што се некои наши проценки во однос на претходните сезони, историските податоци со кои што располагаме за грипот во Македонија, можеме да заклучиме дека грипот, пикот го достигнува во Македонија на крајот од месец јануари до средината на месец февруари. Еве гледаме од последните неколку недели дека веќе се достигна некое плато на бројот на заболени лица и веќе 2 недели имаме постепено намалување. Тоа би значило дека и доколку тој тренд продолжи во следните недели, дека ќе имаме намалување на активноста, се уште се наоѓаме во средна активност на државно ниво, но се очекува тој број да се намалува во наредните недели. Добро, зошто се покомплексни и покомплицирани симптомите на грипов година? Така, значи, грипот како заболување предизвикано од вирус, РНК вирус, кој што има чести мутации. Што значи тоа? Тоа значи дека од година во година типовите на вирус инфлуенца А и Б кои што си циркулираат се тие, но во самите вируси се ствараат минорни мутации кои што можат да ја зголемат вирулентноста, а со тоа и да предизвикуваат посериозни симптоми кај луѓето. Досегашните анализи покажуваат дека овие вируси кои што циркулираат оваа година се до 3/4 вакцината е ефикасна во нивно спречување, што значи дека и нема некои големи мутации во однос на она што циркулирало минатата сезона, но и минорна мутација може да предизвика посериозни симптоми кај луѓето. Секако тука се и други фактори кои што може да влијаат, како што е и послабиот имунитет на луѓето, коинфекциите со други респираторни патогени, без разлика дали тоа се вирусни или бактериски, и секако тука влијае и вакциналниот статус на заболените. Оние кои што се вакцинирани, вакцината заштитува, но доколку се разболат, го поминуваат грипот со многу полесни симптоми, отколку на пример тие што не се вакцинирани, каде што симптомите на грипот се поизразени. Не ми го споменавте колективниот имунитет, не ми го споменавте енормното аерозагадување кое што го имавме. Тоа не влијаеше тоа? Така, значи тешко е да се зборува за колективен имунитет кога имаме заболување, како што кажав и предходно, за вирус кој што често мутира. Таков е и вирусот на грип, таков беше и вирусот на предизвикувач на COVID-19. Од една страна е тоа, од друга страна пак е фактот дека досега во државата се вакцинирани 72.000, скоро 72.000 лица, што е многу мал процент од населението, за да можеме да зборуваме за колективен имунитет. Секако тука е и бројот на прележани, но, како што и кажав претходно, кога зборуваме за РНК вируси кои што се склони на мутации, не можеме да зборуваме за колективен имунитет, аерозагадувањето е хроничен проблем, за жал, кој што не е сега нешто ново и само за Македонија, тоа е типично за балканскиот период и веќе години наназад. Има влијание, секако дека има влијание врз развојот на симптомите, но има влијание кај оние лица кои што веќе имаат некакво заболување, например на белите дробови, од типот на астма, хронична обструктивна белодробна болест, кој што каде што тоа само ги нагласува симптомите на постоечката болест и е дополнителен фактор за посериозни симптоми на грипот. Споменавте вакцинација, дали ја препорачувате вакцината? Еве пред да го вклучиме колегата Ваня Трајков од Струмица, кој што ќе зборува на истата тема. Секако, вакцината за грипот е една од најстарите вакцини кои што ги познава медицината и се користи со години и една од најбезбедните и е ефикасна вакцина. Се препорачува кај лицата постари од 65 години, кај деца од 6 месеци до 5 години,
кај бремени жени, кај лица со хронични заболувања и секако кај здравствените работници. Државата обезбедува секоја година одредена количина, секоја година се повеќе и повеќе бесплатни вакцини за овие категории кои што се најризични за грип, а останатите граѓани кои што сакаат да се вакцинираат, тоа може да го направат во центрите за јавно здравје. Само чисто како пример, вие примивте вакцина. Да. Вашата мајка, велите, не примила вакцина. Така. Го поминавте грипот, таа потешко ви е полесно. Така. Сметате дека е тоа само поради вакцината? Тебе како епидемиолог, вашата анализа ми интересува. Најголема причина е самата вакцина, која што ги намалува симптомите, односно ги сведува на минимум симптомите на грипот. Секако тука играат и оние сите други фактори кои што ги спомнав претходно, и возраста, и постоечките веќе заболувања, но вакцината е таа која што ги сепак ги контролира на некој начин и ги намалува симптомите. Ване Трајков, го очекуваме од Струмица. Ване, имаш минути на тема грип, повели. Да, колегата за кусок ќе го видиме и колегата Ване Трајков. Добро, ќе зборувам и со него на тема вакцинација, но една тема некако ја начинавме, ама ајде подетално. Велите, вирусот кој што мутира, на таков вирус, тешко е да се зборува за колективен имунитет. Се чини дека ние имаме проблем со колективниот имунитет пост короната. Па ќе доживееме време и кога ќе биде тоа, за колка временски период, да кажеме, сега ние како население изградивме некој колективен имунитет? Така, значи, COVID-19 беше една нова болест, до тогаш непозната за човекот и всушност и паниката која што беше и реална кога се јавува едно ново заболување, но и одговорот на организмот кон непознат микроорганизам доведе до тоа да имаме голем број на заболени лица, голем број на починати лица. Исто како грипот и SARS-CoV-2 вирусот спаѓа во тие РНК вируси кои што се склони на доста мутации. Дури и SARS-CoV-2 многу повеќе мутираше, ако се сеќавате, со оригиналната варијанта, па алфа, бета, делта, омикрон, и сега го има, не цела знаеме грчка азбука. Се уште е активен омикрон варијантата со негови подтипови. Таа е таа што циркулира и во Македонија и во европскиот регион. Но кога имаме толку многу мутации за краток временски период, дури и да прележуваат луѓето, дури и да се тркаме во однос на производството на вакцините со самиот вирус, едноставно е невозможно да бидеме пред вирусот. Не можеме да зборуваме за колективен имунитет, колку што можеме да зборуваме за заштита на населението, односно на постигнато ниво на некаква заштита. Сега веќе тој вирус не е нов за нашиот организам, најголем дел од нас, ако не и сите, веќе го прележавме COVID-19, така да организмот веќе има нешто што го памти и знае да реагира. Сепак, за колективен имунитет не можеме да зборуваме, а доказ за тоа се и реинфекциите како COVID-19. Имаме луѓе кои што по 3, по 4 пати веќе се регистрирани. Имаме. Така да, тука исто како и за грипот, знаете дека секоја година имаме вакцинација, значи секоја година вакцината е различна од претходната сезона, токму заради тие мутации и се препорачува кај ризичните групи заради нивна заштита. Се со цел бидејќи не можеме да го достигнеме тоа ниво на колективен имунитет како што се достигнува кај вакцините кои што ги примаат децата, односно редовниот календар за имунизација, тука веќе можеме да зборуваме за колективен имунитет. Тие се вируси кои што многу или бактерии кои што многу помалку или воопшто не мутираат, така да таму е доколку имаме соодветен опфат на вакцина над 95%, можеме да зборуваме за колективен имунитет. Конечно, Ване Трајков го имаме на линија, зборуваме за состојбата со заболените од грип во Струмица. Овој град беше на врвот на листата на бројот на заболени во земјава, во Македонија. Ване, добро утро.
Добро утро и поздрав од Струмица. Иако последните податоци од Центарот за јавно здравје или Институтот за јавно здравје говорат дека бројката во 7-та недела е значително намалена во однос на 6-та недела, сепак грипот е активен овде во Струмица и се уште ординациите и амбулантите се полни со пациенти кои што се жалат на симптомите на овој вирус. Имено во последната недела во Центарот за јавно здравје се регистрирани 220 заболени, станува збор за 7-та недела кој што ја води како евиденција Институтот за јавно здравје. За последната се уште ги очекуваме. Најмногу изложени се лекарите од службата за итна медицинска помош, каде што континуирано се јавуваат пред се во ноќните часови за време на викендите, барем според изјавата на доктор Зорица Танушева, пациенти кои што се жалаат на симптомите на грип, при што прегледите се и по неколку стотина за време на едно деноноќе. Да ја слушнеме изјавата на доктор Танушева. Имаме зголемен број на пациенти, особено за викендите и за празниците. Имаме околу 400 прегледи. Работиме и ноќна смена амбуланти, околу 150 прегледи, што значи дека е доста зголемен бројот на пациенти кои што се жалат на покачена телесна температура, трески, главоболка, сувана дразнителна кашлица, малаксаност, болки во зглобови и мускули. Така што да, се работи за грип, кој што се јавува најчесто во зимскиот период. Најчесто ни доаѓаат деца и под 5 годишна возраст, значи постари лица над 65 годишна возраст, трудници и пациенти со повеќе хронични заболувања. Овие ни се така ризична група на пациенти кои што се доста зафатени и доаѓаат на преглед овде. Препораките се да ги слушаат советите од лекарите, се разбира да се посетуваат матичните лекари, да се зема симптоматска терапија, антипиретска терапија, антибиотска терапија се препорачува онаму каде што имаме секундарни бактериски инфекции, каде што е влошен текот и исходот на самата болест и секако тоа треба да биде препорачено само од страна на лекар. Значи никако да се зема на своја рака. Одмор, многу течности, земање на овошје, на зеленчук, се разбира, и да се носат маски, онome каде што има собир на повеќе луѓе, во маркет или кога чекаме во амбуланта. Така да тие се препораките. Да, тоа беше доктор Танушева од службата за итна медицинска помош, кој што апелираше оние кои што имаат посериозни симптоми, сепак да не земат терапија на своја рака, туку да се консултираат со матишите и кога се наоѓаат во простори каде што има повеќе лица да носат маски. Овој период од годината во однос на минатата сезона е зголемен бројот на пациенти на заболени од грипа, велат и од Центарот за јавно здравје од Струмица, каде што истакнува дека по недели најмногу имало во 6-та недела од оваа година, кога во Струмица имало заболена 330 пациенти, додека во 5-та недела 320, што во однос на последната е нешто помалку 220 заболени од вирусот, секако оние од грипот секако. Она што ни информира од Центарот за јавно здравје, станува збор за популација претежно од 15 до 64 години и затоа апелираат сите лица кои што се хронично болни или повозрастните да се вакцинираат со вакцината против сезонскиот грип, кој што го сметат како едно од поефективните решенија за пациентите. Еве изјавата на директорката на Центарот за јавно здравје Меригичева Николова. Грипот циркулира насекаде во заедницата по однос на дистрибуција на возрастна група, значи сите возрастни групи се опфатени, меѓутоа најмногу има број на пријави на возраст од 15 до 64 годишна возраст, всушност тоа е поголем дел од населението, а најмалце има пријави на возраст од 65 годишна возраст, па и натаму, но не се иземени и другите возрастни групи, како и детската популација, меѓутоа во многу помал број. Крајот на февруари всушност го очекуваме пикот на вирусот и така да сметам дека нема простор за загриженост помеѓу населението, бидејќи тоа се бројки кои што, како што реков, се очекувани за овој дел од годината. Да, тоа дефинитивно, вакцинацијата против сезонскиот грип е една од основните мерки за намалување на бројот на заболените.
И ова година Министерството за здравство обезбеди бесплатна вакцина Influvax Tetra 4-валентна и можам да кажам дека во споредба со ретроградно, со статистиката, оваа година имаме зголемен број на лица кои што се вакцинираат и некаде имаме над 3700 вакцинирани граѓани, кои што е солидна бројка, но меѓутоа очекувам да наредните години ова бројка се зголемува, бидејќи единствената превенција против инфлуенцата е токму вакцинацијата. Тоа беше директорката на Центарот за јавно здравје во Струмица Мери Гичева Николова, која што подвлече дека состојбата не е алармантна и е очекувана барем според статистиката и податоците кои што ги имаат и секако очекувањата кои што го пријавувале случаите од матичните лекари. Студио. Благодариме, Ване, и за второто јавување ова утро и за учеството во темата грип и заразни болести и епидемии во 2025 година. Да, ова епидемија веројатно како најава за оно што ќе следи како вклучување од Куманово, но дотогаш не можеме да не прашаме за пролетните алергии. По овој зимски период на грип, инфлуенца, по комплексни симптоми од вообичаено, каква пролет ќе не очекува? Дали може би една поинаква пролет во делот на алергиите? И тие се во пораст години на нас. Така. И алергиите, посебно кога зборуваме за пролетниот период, тоа се оние алергии предизвикани од полен. Значи, се во пораст и најмногу тоа се должи пред се на климатските промени. Зошто го кажувам ова? Го кажувам заради тоа што ако порано се сеќавате дека имавме добро разграничени 4 годишни времиња, сега имаме период кога е топло и период кога е ладно и се поместува наназад, всушност се поместува наназад периодот кога започнува потоплиот временски период, што му дава некаков сигнал на околината, на растенијата, да почнат со нивната активност. Почнувањето на нивната активност значи појава на полен и секој оној кој што е алергичен, кој што знае дека е алергичен. И кој што не е, ќе стане алергичен. И кој што не е, секако кој што се јавува некаква атопија, секако дека има. Ги осеќа веднаш симптомите. Симптомите можат да варираат од минимални, но до посериозни и појава на некаква алергиска астма. А влијанието тука може да биде исто така и на загадениот воздух. Знаеме дека во зимскиот период воздухот ни е најзагаден, но како се поместува потоплото време кон зимските месеци, и тука може да настане некакво вкрстување на тие периоди и секако прележувањето на сериозна респираторна инфекција, како што е грип, COVID-19 или пак некој од друг причинител, остава долготрајни ефекти на белите дробови, кои што на дишните патишта пред се, кои што понатаму можат да дадат некакви посериозни симптоми кај лицата со алергија. Затоа е најбитно кога започнува периодот на алергии, оние кои што веќе знаат дека се алергични, со време да си почнат со терапија, а сите оние кои што сега за прв пат се регистрираат како лица со алергии, веднаш да се консултираат со пулмоалерголози, за да добијат соодветна терапија, за да не стигнеме до моментот на појава на алергиска астма, што е едно од посериозните компликации на поленската алергија. Кога сме кај компликации и кога сме кај епидемии, за среќа не е епидемија, меѓутоа е болест што се јавува во една, сакаме да кажеме, современа држава или држава која што тежне кон современо општествено живење, а потсеќа на далечното минато. Зборуваме за шуга во 21 век. Елена Ѓоргиевска се јавува од Куманово со фокус на оваа тема. Елена, каква е состојбата? Добро утро. По втор пат стабилна и под контрола може да се каже дека е состојбата со кожната болест шуга, информираат од Центарот за јавно здравје Куманово. Епидемиолозите укажуваат дека болеста всушност дека нема пријави за новозаболени ученици во училиштето Кирил и Методи во Кумановско Романовце. Останува болеста е потврдена само кај еден ученик заболен од шуга. Негова
неговата изолација веќе и е завршена. Здравствените лица нагласуваат дека нема простор за паника. Во училиштето беа преземени и се уште се преземаат сите мерки за засилена зајакната хигиена, дезинфекција. Доставени се и дополнителни средства за дезинфекција. Инаку болеста постоела и изминативе години. Лани на подрачјето на Центарот за јавно здравје Куманово, кој што ги покрива 6 општини од североисточниот регион, имало 119 случаи на заболени, најчесто на возраст од 10 до 14 години, но имало и 22 заболени над 60 години. Најмалку заболени имало кај малите деца од 2 и 5 години. Минатата година најмногу заболени пак имало во месец октомври, а најмалку во август. Она што е карактеристично е дека болеста ги зафаќа сите слоеви на општеството, раси, возраст, секако без оглед. Најголем причинител се смета дека е лошата хигиена. Станува збор за кожна болест со интензивно чешање, кожни промени, но многу повеќе детали за самата болест и за справувањето предлагам да слушнеме во изјавата во продолжение. Значи, шугата се карактеризира со интензивно чешање, кое обично преку ноќ настанува тоа чешање и има ги своји карактеристики. Значи, ги има кожните промени помеѓу прстите, на рацете, на стапалата, околу стомакот, на пазувот и така, и слични места. Секогаш е препорака да се одржи хигиената на највисоко ниво, иако во некој случај тоа и не значи, оти паразитот може да обстанува во гардеробата, во ткаенините, дури па и до 72 часа. Значи, покрај препораката, покрај редовното одржување на хигиената, тука секогаш мислиме и на редовното капење, на редовното преоблекување, менување на постелнината, како и секој поединец да си има засебна постела. Да, тоа беше изјавата на епидемиологот од Центарот за јавно здравје Куманово. Инаку, како што напоменав, станува збор за стара неискорената болест. Лани се евидентирани 119 случаи, а од почетокот на годината за сега се бележат всушност 7 заболени лица, сите од различни општини, од всушност од 6 општини од североистокот. Студио. Ти благодарам, Елена, за ова јавување. Се враќаме ние во студиото со директно прашање за гостинот. Како е можно во 21. век и кои се причинителите да се појави шуга? Така, значи, шугата е едно заразно заболување, како што каже и доктор Едита, кое што е паразитарно заболување. Ако претходно зборувавме за вируси, сега одиме на други причинители, тоа е паразит, кој што се јавува најчесто во неразвиените земји, но е присутен и во сите земји во светот. Околу 200 милиони луѓе на годишно ниво се регистрирани со шуга, така да тоа е едно заразно заболување кое што треба да се препознае пред се, треба да се лекува и треба да се лекува, како што каже доктор Едита, треба да се лекуваат и лицата во самата околина. Се јавува во најчесто во делови каде што има ниска хигиена, во колективни установи, како што се училишта, старечки домови и други установи каде што имаме голем број на луѓе на мало место, кои што се подолго време на тоа место. Така да тоа е една болест која што, иако, како што кажавте, 21 век, се уште не е присутна. Минатата година преку 400 случаи на шуга се регистрирани во државата, што е за околу 46% повеќе од 2023 година. За ист процент и за во споредба со 10 годишниот просек зголемувањето, а во месец јануари 2025 регистрираме 28 случаи, идентично како месец јануари од минатата година, но истите тие се низ цела држава и не се регистрирани во некаква, не се поврзани меѓу себе и не се регистрирани во некаква епидемиска форма. Заштитата е, само да резимираме, заштитата е личната хигиена, нели?
Воедно и превенција. Така, личната хигиена, кога гледаме дека некој има такви симптоми, значи не треба видете за пренесување на шугата е потребен директен контакт, но тој да е близок контакт и долготраен. Не е едноставно да се пренеси шугата, затоа е во тие групни установи и во домот се пренесува и тие всушност треба да бидат третирани, но како што кажавте, личната хигиена е таа најбитната кога станува збор за превенција на ова заболување. Јас секав на истото прашање лична хигиена, може да забележите дека сме малку затечени со колегата, дека во денешно време треба да се потсетуваме, вие велите, не само за ова заразна болест, туку и за повеќе треба да се потсетуваме за личната хигиена. Шегата настрана, но и во текот на короната постојано се инсистираше на тоа миење раце, зарем велам треба да се потсетуваме да миеме раце, а кога е во прашање шугата или некој од другите заразни болести, треба да се потсетуваме малку повеќе за личната хигиена. Со какви се случаи вие се соочувате како здравствени работници? Така, значи, личната хигиена е основа на превенцијата на многу заразни заболувања. Пред се, како, ете, ја спомнавме шугата, беше актуелно за време на ковид пандемијата, но тука се и цревните заразни заболувања кои што се пренесуваат на таков начин, така да сето тоа е добро да се потсети населението, да се апелира за зголемување на свеста кај луѓето, односно дека превенцијата е скоро па бесплатна. Значи, личната хигиена е нешто кое што сите можеме да го одржуваме, така да тоа е и нашиот апел, пред се да се зголеми свеста кај граѓаните, ние ќе потсетуваме и понатаму. Тоа е наша задача. Просто неверојатно е дека вие треба да потсетувате. Во секој случај, како Институт за јавно здравје сме нашето мото чувари на здравјето на граѓаните, ние сме за тоа тука да потсетуваме и да апелираме до граѓаните да ги почитуваат оние мерки кои што можат да превенираат. Секако понатаму, доколку заболат, и има и мерки кои што се соодветни и за тој дел. Благодарам за гостувањето, благодарам и до Институтот за јавно здравје, до директорката која што секогаш ни излегува во пресред. Соработката така и да ни продолжи и понатаму се разбира, посакувам лесна работа. Ви благодарам. Што полесна и што помалку случаи на изненадувања и зачудувања од заразни болести во 21 век. Ви благодариме. Докторе, ние продолжуваме со темата здравство. Славица Величковска ќе се јави од Штип. Карциномот на дојка е во пораст, а капацитетите за диагностицирање се ограничени. Националното тело за борба со карцином на дојка од пред 2 години направи промена на начинот на закажување на прегледите на пациентките, но матичните лекари велат дека листите на чекање се долги. Да, матичните доктори во Штип укажуваат на се поголем број на пациенти со симптоми на некој вид на карцином. Кога се карциномите во прашање, во пораст се сите, но кај жените, посебно во пораст се карциномите на дојка и на грлото на матката. Она што како држава го имаме, тоа е програма за ран скрининг и превентивни прегледи за навремено диагностицирање на ова заболување, бидејќи како и за секоја болест, но уште повеќе за карциномите, веројатно важи она дека раното откривање и лекување е главниот предуслов за добар исход по пациентот. Меѓутоа, дали е тоа така, разговаравме со матичната докторка Валентина Митров. Да слушнеме незината изјава и незиниот став по ова прашање. Преваленцата, односно бројките на луѓе заболени, диагностицирани и третирани со малигни заболувања расте драстично. И тоа треба да биде еден аларм, да подигнеме нашата свест, да одиме да се појавуваме на скрининг, односно превентивните прегледи. Затоа што, за жал, повеќе видови на ракови не болат. Кога веќе ќе ги чувствуваме симптомите е доцна и пациентот влегува во овој лабиринт на пациент заболен од рак, кој што го продолжува на некој начин својот живот. Меѓутоа,
понекогаш немаат некои од тие лица нити шанси да поминат во клиниката за онкологија. Веќе е доцна. Ако земеме некоја анализа, жените заболуваат најчесто од карцином на дојка, меѓутоа мажите не се исклучени, процентот е многу помал, и карцином на грлото на матката. Овие два карцинома, зборувам за женскиот пол, може да се превенираат или рано да се откријат со скрининг програми кои што постојат во нашата земја и само преглед. Значи секоја промена на дојка, жените кои што при туширање ќе ја забележат, веднаш да се обратат до својот лекар за да се постави точната дијагноза за каква вид на промена станува збор. Меѓутоа, нешто што во нова би сакал да го спомнам, за жал, последните 2 години Националната координационна тела за борба и скрининг на карцином на дојка се направи промени и во пракса се покажа доста неапликабилна. Значи, чекаат редици, сигурно и вашата телевизиска куќа го забележува тоа и сигурно е зборувано. Пациентките се најавуваат и чекаат да го добијат својот термин за ехо или за мамографија. Меѓутоа, за некој, за жал, тоа може да биде доцна. Оној стариот програм, преку електронскиот систем, здравствен систем Мој термин, кој што го имаше и постоеше, беше многу поефикасен и побрзо пациентите стигнуваа до своите дијагностички постапки. Ние како Сдружение на матични и лекарска фела апелиравме, меѓутоа за жал досега се уште нема никакви промени. И оние кои што имаат потреба се обраќаат кон приватните здравствени установи. Не секој имаат материјална можност овие прегледи да ги направат на приватно. Лекарите велат дека секоја жена на возраст помеѓу 38 и 40 години треба да го веќе направи првиот скрининг на дојката, на мамографија или на ехо, а посебно предпазливи и редовни во превентивните контроли треба да бидат жените кои имаат генетски предиспозиции за овој вид на карцином. Меѓутоа, капацитетите, но и начинот на организирање на овие прегледи веројатно треба да се сменат за сите оние кои што треба и мора превентивно да вршат прегледи, тоа да го сторат навремено, се со цел навремено дијагностицирање и навремено лекување на овој тип на карцином. Студио? Благодариме, Славица, за јавувањето од ШТИП. Превенцијата е број 1 заштита од сите болести.